我们的现场呢是马其顿的独木舟激流赛的国家代表队选拔的现场。今天的单元里边呢有一个单元叫做痕迹，痕迹的男主角他就是国家代表队，他今天呢他今年要代表马其顿呢参加他们的奥运赛，所以他在节目中要自言自语和大家谈一谈他的生活哲学。我们请你享受我们的节目。坐在我旁边呢是马其顿最小的中华民国的侨民，他是技术团团长，是史立军的大千金。你叫什么名字？史可云啊。你是不是想要跟奶奶说 hello 啊，说你好啊？你要不说奶奶好？奶奶好。他的奶奶在屏东，请你享受我们今天的节目。Јас сум Лазе Половски, дипломиран економист. Имам 24 години, кајакар сум на диви води. Се спремам за Олимписките игри во Сиднеј. Учествував на две олимпиади, Барселона 92-та, каде што бев најмлад такмичар во конкуренцијата кајак слалом, кој што бев 34-ти од 45 надпреварувачи кои што го обезбедуваат тој пласман. Инаку првичната конкуренција околу 100 до 120 надпреварувачи. Во Атланта бев нешто подобар, бев 28-ми. Двата резултати беа максимумот кој што може да го постигнем во тој момент со тие години и со таа подготвеност. 4, 3, 2, 1. Нашата и поширока и потесна фамилија е длабоко навлезена во овој спорт. Тоа не е слободно може да речем фамилијарен спорт, а инаку што се однесува пред секако љубов спрема самиот спорт, инаку спрема самиот кајак, спрема природата. Инаку што се однесува до резултатите, мојот татко заради повреда не настапи на Олимпијадата 72 година. На некој начин јас бев тој кој што е прв, да речем, од нашата фамилија кој што успеа да стигне до таа Олимпијада. И покрај тоа никогаш не сме имале не сум бил нити форсиран, ниту ми било тоа нешто наметнувано, едноставно тоа сакале работите да бидат сами по себе. Се надевам дека и мојот брат кој што оди исто така кој што исто ја продолжи оваа традиција, значи тој исто така кајакар, се надевам дека тој пак на следната Олимпијада не само што ќе оди туку и ќе постигне изварен резултат. Тоа ми е, можам да кажам, скриена желба. И покрај тоа што никогаш не сум размислувал дека еден ден ќе треба да бидам, не знам, светски prvак или олимписки prvак, сепак мислам дека согледувајќи реалната ситуација во однос на мене, на моите способности, на мојата подготвеност, на она што можам да направам, да речеме дека таа медаља е како да, не знам, Македонија лансира Space Shuttle. Ние сме навистина големи ентузијасти. Ова навистина не го правиме ниту за, да речем, влоста, ниту за пари, ниту за слава. Тоа е нешто што е, не знам,
во нас едноставно не тера да останеме во оваа работа и да тераме до крај, колку можеме и знаеме најдобро. Секој спортист, посебно во вакви спортови, секогаш го мотивираат екстреми. Секогаш сакаш да ги измериш, да речем, своите сили колку можеш, кои ти се крајните граници. Одиш, да речем, 50-50. Максимално се трудиш да контролираш, меѓутоа има ситуации кои што навистина не можеш да ги контролираш и кај што буквално водата те носи како сака. Сам за себе се дисциплинирам, сам никој не ме контролира. Имам повеќе, да речем, помочници тренери. Инаку главен тренер сум сам на себе, така да сам си поставам задачи и сам се опитувам да ги исполнам. Кај нас има програми до едно ниво, над кое треба нешто многу повеќе од она што ние го имаме моментално тука. Тоа се ми, да речем, специфичен случај во тој поглед. Да имам пристап навистина до оние што се најсовремени знаења и информации од областа на нашиот спорт. После од кога ќе овладаш техниката, која си доволно спремен физички да можеш сега направиш, тактички си доволно зрел, на крајот единствено што останува е психолошки да се подготвиш за тие надпревари. Мислам дека за потребата еден врвен спортист да има психолог не треба воопшто да се зборува. Ретко излегувам, последно преку ден немам, така рече, никакви шанси. Се обидувам некојаш да искрадам по некој саат да се сретнам со пријателите. Исто така и вечерните излегувања ми се реткост. Не сум против тие излегувања, да не ме сватите погрешно. Мислам дека спортистот треба да излезе и да се види со пријатели и да се забавува и се. Меѓутоа да не заборави дека не е плейбој, туку дека е спортист. Не би ја менувал само фамилијата и девојката да се. Значи имаш девојка? Имам девојка. Дали се она жали на овој начин? Се жали многу. Како излазиш на крај? Едвај. Квалитетот е поважен него квантитетот. Колико времена имаш да проводиш со него? Па јас се недавам доволно. Доволно. И разумете потребе, дали те поддржава? Затоа сме заедно. Дали те едини, шта би менјал? Дај, не, добро. У принцип сум незадоволен од тоа што не може човек кај нас да си ги исполни максимално своите капацитети и своите цели што си ги поставува. И не може едноставно да дојде до израз неговиот талент и неговата работа. Тоа е по мене она што поправо би, она што ми пречи. По Олимпијадата ќе видиме. Јас сум по занимање економист, меѓутоа имам исто така голема желба да целото ова искуство и знаење што го имам за овој спорт да го пренесем на некој кој што има, јас се надам, барем исто толкава желба колку што имав ја во сите овие години. Така што мислам дека било штета да се одвојам 100% од спортот. Некоја комбинација помеѓу овие две работи може би било идеално.